Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Пред да започнам, да дадам накратко образложение за предлог буџетот за 2023 година, морам да кажам дека владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата во текот на изминатите години и покрај сите критики од страна на опозицијата успешно менаџираше со последиците од здравствената и енергетската криза, со кои за жал не ја одминаа и нашата земја. Од јуни, со мерките за помош кои ги спроведовме, ја сочувавме економијата и работните места на нашите граѓани. Од јуни 2017 година до мај 2021 година донесовме 1,8 милиарди евра странски директни инвестиции, а отворени се 16 нови фабрики. До крајот на 2021 година донесовме 512 милиони евра преку странски директни инвестиции. Точно, можевме многу повеќе и тоа ни беше ветено пред граѓаните. Тоа беше нашата политика која им ја понудивме на граѓаните, но никој од нас не очекуваше дека ќе дојде здравствена економска криза, дека ние, како и целиот свет, ќе бидеме затворени во карантин, стопанството замрено, борбата за здравието приоритет. Последиците од пандемијата и денес ги чувствуваме, а на самиот почеток од формирањето на новата влада, предводена од премиерот Димитар Ковачевски, не затекна војната агресија врз Украина, која предизвика денешната економска и енергетска криза. Реален проблем со кој се соочуваме и како одговор на влада треба и оваа криза успешно да ја надминеме. Цените растат, трошоците за живот во октомври 2022 година се поголеми за 19% во однос на октомври минатата година и тоа е факт за кој што сите до еден сме свесни. Токму затоа и се донесе последниот пакет антикризни мерки вреден 350 милиони евра. И тоа помош 3000 денари месечно во наредните 4 месеци за 42.000 ранливи категории на граѓани. 3000 денари месечно за невработените лица корисници на паричен надоместок. 3000 денари месечно над 66.000 пензионери кои земаат пензија од 11.526 денари до 14.000 денари. 6.000 денари пензии за 92.000 пензионери кои земаат пензија до 11.525 денари. Поддршка за 365 основни и 109 средни училишта за снабдување со електрична енергија. Проширување на поддршката на компании кои се корисници на кредитно-гарантната шема од Гарантниот фонд на Развојната банка. Кредитна линија за поддршка на ликвидноста на микро, мали и средни трговски друштва. Зголемен поврат на данокот на додадена вредност со скратен рок од помалку од 30 дена. Останува мерката за субвенционирање на струјата до 80% за 600.000 домаќинства. Во делот на пензиите, оваа година, усвоивме нова методологија за континуиран раст на пензиите за достоинствен живот на нашите пензионери. Ова е усогласување на пензиите според швајцарски модел. Изголемувањето ќе биде 2 пати годишно, во март и септември, истиот се врзува за порастот на трошоците за живот со 50% и со порастот на просечната плата со 50%. Во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, просечната плата ја покачивме за 25%. Согласно податоците за Државниот завод за статистика, просечната плата во јуни 2022 година изнесува 31.812.000 денари. 3 пати до сега ја зголемивме минималната плата. Најпрво од 9.000 на 12.000 денари, потоа на 14.500 денари, а од март годинава таа изнесува 18.000 денари. Точно е, трошоците за живот растат и 8 денари минимална плата и 31.000 просечна плата се малку, но зголемувањето на платите е обврска на оваа влада, која во континуитет ќе продолжи да зголемува и во иднина, се со цел достигнувајќи еден достоинствен и спокоен живот за секој наш граѓанин. Порастот на платите во образованието, и тоа во основното и средно, за 2.100 денари ја покачивме, а во високото за 3.200 денари. Во 11 годишното владење на ВМРО ДПМН платите во образованието се зголемија само еднаш и тоа одвај 840 денари.
Пораст на платите во јавниот сектор имаме и тоа до 40%. Огромен скок на платите има и кај социјалните работници. За 6.700 денари повисока плата во споредба со 2015 година и 5.000 денари повисока плата за воспитувачите во градинките. Решен е и проблемот со затоплување на градот Скопје. Војната во Украина и енергетската криза ги намалија изгледите за раст, а инфлацијата е на највисокото ниво досега. Со ограничен фискален простор, зголемен јавен долг и зголемени трошоци за живот, потребно е фискалната поддршка да биде насочена кон најранливи категории на граѓани, домаќини и компании. Целта која очекуваме од овој предлог буџет е да се овозможи олеснување и облежување на последиците од енергетската криза, ценовната криза и да обезбеди непречено финансирање на евроатлантските интеграции, обврските кои произлегуваат во исполнувањето на НАТО стандардите во процесот на преговорите со членството со Европската Унија, како и да обезбеди економски раст во наредната година и да овозможи забрзан економски напредок. Овој предлог буџет за 2023 година има 4 основни цели, и тоа справување со последиците од енергетската криза, продолжување на фискалната консолидација и зацврстување на фискалната одржливост, обезбедување услови на економско заздравување и одржлив економски раст и непречено финансирање на основните функции на државата и поддршка за реформите во правосудството и во евроатлантските интеграции. И во услови на енергетска криза во Европа продолжува поддршката на економијата со инвестиции во инфраструктурните проекти, редизајнирањето на структурите на јавните финансии преку учество на капитални расходи, зајакнување на ранливите категории граѓани и фирми, како и зајакнување на процесот на планирање, извршување и оштетност за јавните финансии. Приоритетите ќе бидат насочени кон зголемување на инвестицијската активност, директно и индиректна поддршка на активностите на компаниите, унапредувањето и олеснувањето на инвестицијската клима, дигитална трансформација, поддршка на зелена транзиција, отварање на нови работни места, поддршка на развој на микро, мали и средни предпријатија. Поддршката ќе биде реализирана преку креирање развојни фондови, фондови за поддршка на иновации, гарантни фондови, фондови за предприемнички капитал. Се планираат исто така јавни приватни партнерства, концесии за финансирање на капитални проекти и проекти на приватниот сектор. Планирана фискална консолидација и зацврстување на фискалната одржливост опфаќа 4 аспекти. И тоа, подобрување на наплатата на буџетските приходи преку оптимизирање на даночниот систем, носење мерки за намалување на сивата економија и мерки за сузбивање на корупцијата, намалување и реструктурирање на буџетските расходи преку кратење на несуштинските трошоци, поголема поддршка на приватниот сектор, промени во изворите на финансирање на буџетскиот дефицит и намалување на обврските на јавниот кон приватниот сектор, како и забрзан поврат на данокот на додадена вредност кон стопанството. Имено, во периодот од 1.1.2022 до 31.10.2022 поврат на ДТВ кон стопанството изнесува околу 35 милиарди денари. Овој износ е повисок за 48% во однос на вратениот поврат во 2021 година, повисок е за 75% истиот период во 2020 година и за 66% повисок од 2019 година. Во делот на приходната страна, во периодот јануари-октомври 2022 година, вкупните приходи на буџетот на Република Македонија се реализирани во износ од 200,5 милиарди денари, односно 81,6% од проектираното. Во делот на расходната страна потрошени се 75,5% од проектираниот буџет за 2022 година. Исто така, дефицитот споредено со буџетот од минатите години е 16,3 милиарди денари или 2% од проектираниот домашен производ. Во овој предлог буџет, во приходната страна предвидени се 282,1 милиарди денари и истите се со пораст од 14,8% во споредба со буџетот од претходната година. На расходната страна планирани се 324,8 милиарди денари, 12,6% во споредба со минатиот буџет.
Планираниот дефицит е 4,6 од планираниот бруто домашен производ. Во делот на даночните приходи предвидени се во износ од 162,6 милиарди денари или пак 13,6 повеќе од тоа што се во 2022 година и представуваат 17,7% од домашниот производ. Приходите од ДДВ во буџетот за 2022 година, третата година се планирани на ниво 78,5 милиарди денари. Овој износ се должи на порастот на финалната потрошувачка и пролонгираните инфлаторни движења во економијата. Приходите по основ на данокот од додадена вредност учествуваат со 65,6% во вкупните даночни приходи. Приходите по основ на данокот на личен доход се предвидени да изнесуваат 26,5 милиарди денари и истите се за пораст од 17,1% од планираното. Ребаланс за планираниот ребаланс за 2022 година. Приходите по основ на данокот на добивка се проектирани во износ од 14,7 милиарди денари. Целта на даночната политика е постигнување на одржлив економски раст и развој, на фискална консолидација на јавните финансии на среден рок, обезбедувајќи правна сигурност на даночните обврзници и редовна наплата на јавните приходи преку реализација на основните приоритети. Проектираниот раст на даночните приходи пред се должи на зголемување на даночната основа кај одредени видови даноци, како резултат на пораст на потрошувачката, пораст на просечната плата, проголема профитабилност на компаниите, подобра наплата на даночните приходи поради намалување на сивата економија, засилена даночна контрола, дигитализација на даночните постапки и реализација на стратегијата за реформи на даночниот систем. УЈП во буџетот на Република Северна Македонија учествува со 62,4%. Во делот на даночната реформа нема да има воведување на нови даноци, ниту пак зголемување на постоечките даночни стапки. Во данокот на додадена вредност, одредени одредби кои предизвикува нејасноти ќе бидат допрецизирани, а единствената промена ќе биде одредени производи кои до сега беа со најниска повластена стапка од 5%, а кои не представуваат основен прехранбен производ, од сега ќе се применуваат со друга повластена стапка од 10%. Основните прехранбени продукти кои секојдневно ги користиме ќе си останат со повластената стапка од 5%. Имаме најголем буџет во земјоделието. За 2023 година околу 9 милиарди денари средства се наменети за земјоделците. Се започнува со целосна имплементација на досега најголемата земјоделска реформа, со која земјоделците добиваат предвремени исплати од 30% на субвенциите во тековната година. Дополнителната субвенција за значени култури, поголема поддршка за сточарите, поддршка до секој земјоделец преку интервентната програма. 10.000 евра поддршка преку новата мерка бизнес план во земјоделството на земјоделците, чија основна дејност е земјоделство. Поддршка за откуп на свежо овошје, зеленчук, млеко и млечни производи, обезбедувајќи здрав оброк за учениците во основните училишта. Грант до 10.000 евра за малите семејни винари, 10.000 евра на малите производители на храна и развивање на продажба на храна, развој на селата преку поддршка на семејните задруги. Буџетот за 2023 е развоен и е одговор на последиците од светската економска криза. Со буџетот за 2023 предвидени се и дополнителни средства за исплата на плати и пенсии. 800 милиони евра се предвидени за капитални проекти кои се директна инвестиција во локалниот економски развој и во домашното стопанство. На пленарната седница предходеше амандманска расправа во која од страна на опозицијата беа поднесени голем број на амандмани, а 95% од нив се однесуваа за потребите на нашите општини. Па наместо расправа за централен буџет се расправаше како за општински буџет. Се бараа средства за потребите во општините. Реални потреби да, но и надлежност на општините. Дали ова значи лошо менаџирање на општините и неснаодливост на градоначалниците во исполнување на своите обврски? Дали ветувањата во предизборието беа лага само за да се дојде на власт? Локалната власт и менаџирањето е подеднакво важно како и централната власт. Наместо да барате избори, сериозно размислете што им ветувавте на граѓаните и барем дел од тоа исполнете го.
и барем дел од тоа исполнете го. Локалната власт сега е под раководство на ВМРО ДПМН, а неуспехот во владењето на тоа најмногу го почувствуваа граѓаните на градот Скопје. Главниот град Скопје денес е во хаотична состојба. А токму пред една година ВМРО ДПМН заедно со градоначалничката Даниела ја славеа победата на градот. Ја добија довербата бидејќи ветуваа многу, а се исполнија само блокади по улиците, лутници кучиња на секој чекор, преполни континери, безредие. Бесплатниот автобуски превоз стана скопска шала. Не знам воопшто дали функционираат јавното предпријатие за комунална хигиена и јавното предпријатие за улици и патишта, но во времето на СДСМ сите бевме сведоци дека постојано ги гледаме на терен. Зоолошката градина беше најубава и најпосетена и се вложуваше со срце во неа. Изградивме динопарк за нашите најмили, а да бевме денески имавме и луна парк. Година дена таму гледаме само смени на директори и ништо повеќе. Еден чини, друг не чини и така натаму. Вработените во паркови и зеленило едва и плата земаа. Благодарение на советниците од советничката група на СДСМ кои иницираа вонредна седница. Се е тоа резултат на лошото менаџирање на ВМРО ДПМН и градоначалничката Даниела. А најлошото од се е тендерот од 136 милиони евра за пречистителната станица во Скопје и караницата со Даниела кој да земе повеќе од медот. А граѓаните ништо. Колеги пратеници, драги граѓани, сите политики и мерки кои што ги содржи овој буџет за 2023 се насочени кон справување со енергетската криза и ценовната криза, поддршка на граѓаните и економијата, редовна и навремена исплата на плати и пензии. Затоа е потребно денес сите заедно на крајот од денот да го донесеме. Благодарам. Реплика Љупчо Пренџов, повелете.